Локалната самоуправа на Виница до крајот на годината ќе има на располагање помалку пари во основниот буџет, откако Советот донесе одлука да се направи ребаланс за последниот квартал. Со тоа се кратат средства во висина од околу 12%, за што беше дадено образложение од објективни причини, односно за трансфери од проекти што ќе се реализираат наредната година. Буџетот за 2018 година беше предвиден 107 милиони денари, тоест основниот буџет, а со денешниот ребаланс се намалуваат 11,5 милиони денари, така да основниот буџет ќе биде 96 милиони денари, а вкупниот буџет на општина Виница ќе биде 286 милиони денари. Најголемо намалување имаме во делот на плати. Меѓутоа, мораме да спомнеме дека намалување имаме бидејќи дел од проектите кои што очекувавме трансфери од владата на Република Македонија, дел од проектите кои што се моментално реализираат не се готови, па така овие средства некаде околу 3,5 милиони денари очекуваме дека ќе бидат префрлени за следната година. Градоначалникот Димитров оцени дека кратењето на буџетските средства нема негативно да се одрази врз реализацијата на планираните активности, бидејќи наследениот долг од 96 милиони и 700 илјади денари е намален за околу 15 милиони денари. Освен тоа, се очекува да се добијат и пари од помошта што владата ја вети за намалување на задолженоста на општините. Ние како општина доставивме до Министерството за финансии целокупниот долг кој што го има општина Виница. Очекуваме дека долгот кој што општина Виница во главно најголем долг има отужени средства, тоа е спрема АД Пелагонија, тоа е изградба на плоштадот Ангел Винички и на улици, како и од 5 милиони и 700 илјади денари и 1 милион и 300 илјади денари отужени средства од страна на ЕЛЕМ. Очекуваме дека барем 51% или некаде околу 3 милиони и 500 и 600 илјади денари ќе добие и општина Виница. Димитров потенцираше дека во наредниот период ќе се работи на два капитални проекти, од кои еден е локален пат до маалата Капетанци, Балинци и Витлари, за што дел би се финансирал од платежната агенција, а остатокот со сопствени средства. Вториот проект е за изградба на покриен пазар во Виница, за што во моментот се работи на детален урбанистички план. На 13-тата седница на Советот на општина Виница се разгледуваше и кварталниот извештај за извршувањето на буџетот, планот за поставување урбана опрема, изградба на покриена сцена со амфитеатар, а се разгледуваше и извештајот за работа на детската градинка, како и други актуелни прашања за општината.